Беше некогаш во земјата уз човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек. Се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Му се родија 7 синови и 3 ќерки. Имаше 7000 овци, 3000 камили, 500 твојки волови, 500 магариња и мошне многу слуги. Тој човек беше најугледен меѓу жителите на исток. Неговите синови имаа обичај да даваат неизменично гозби кај еден од нив, секој во својот ден, и ги повикуваа своите 3 сестри да јадат и пијат со нив. А кога ќе се изредеа со гозбите, Јов ги повикуваше на посветување. Подрануваше рано наутро и принесуваше паленици за секого од нив. Мислеше, кој знае дали не сгрешија моите синови и да не го покулија Бога во своето срце. Така правеше Јов постојано. Еден ден дојдоа Божите синови да застанат пред Бога, а меѓу нив пристапи и сатаната. Тогаш Господ го праша сатаната: "Од каде доаѓаш?" Еве поминав низ земјата и ја обиколив. Одговори тој. Потоа Господ рече: "Дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото." А сатаната му одговори на Господа: Зар Јов се бои напразно од Бога? Зар не ги загради неговиот дом и сиот негов имот? Го благослови делото на неговите раце, имотот му се умножи на земјата. Ама испружи еднаш раката и допри во се што има, ке те проколне во лице. "Нека ти биде," му рече Господ на сатаната. "Прави што сакаш со се што има, само не креваја својата рака врз него." И сатаната отиде од пред Господовото лице. Еден ден, додека Јововите синови и ќерки јадеа и пиеја во куќата на најстариот брат, дојде гласник при Јов и рече: "Твоите волови ораа, а ослиците пасеа покрај нив." Кога одненадеж савејците нападнаа на нив и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч, единствено само јас избегав да ти го јавам ова. Додека тој уште го зборуваше тоа, дојде друг и рече: "Божји оган удри од небото, ги изгоре твоите овци и пастири и ги проголта. Единствено избегав јас да ти јавам." Додека уште зборуваше, дојде трет и рече: "Халдејците удрија со 3-4 на твоите камили и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено избегав јас да ти јавам." Додека уште зборуваше овој, дојде четвртиот и рече: "Твоите синови и ќерки јадеа и пиеја вино во куќата на нестариот брат. И ете, силен ветер се крена од пустината, удри на сите 4 акли на куќата, ја урна врз децата, па тие загинаа. Единствено избегав јас да ти јавам." Тогаш Јов стана, ја расцепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничкум на земјата, се поклони и рече: "Излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име." Покрај се тоа, Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. Еден ден пак дојдоа Божите синови да застанат пред Господа, а меѓу нив пристапи и сатаната. Тогаш Господ го праша сатаната: "Од каде доаѓаш?" Еве поминав по земјата и ја обиколив. Одговори тој. Тогаш Господ рече: "Дали го забележа мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. Тој е уште постојан во непорочноста, па ме предизвика испразно да го упропастам." А сатаната одговори: Кожа за кожа, човекот ќе даде се што има во животот, ама испружија раката, допри се до неговите коски и до месото, дали ќе те благослови, ќе те проколне во лице. "Нека ти биде," му рече Господ на сатаната, "во твоја рака е, запази му го само животот." И сатаната отиде од пред Господовото лице. Тој го удри Јов со лути рани од стапалата до темето. Јов зеде црепка за да се струже со неа и седна во пепел. Тогаш неговата жена му рече: "Зар си уште постојан во непорочноста? Проколни го Бога и умри." Јов ја одговори: "Брбориш како што брборат безумните жени. Штом примаме добро од Бога, зошто тогаш да не го примиме и злото?" Во се тоа Јов не сгреши со своите усни. Тогаш 3 Јовови пријатели чуја за сите неволи што го снајдуа. Секој се запати од својот крај. Елифас од Теман, Валдат од Чуах, Софар од Наам и одлучија да отидат заедно да го пожелат и да го утешат. И кога оддалеку ги насочија очите кон него, не го препознаа. Тогаш почнаа да плачат. Секој ја раздра својата облека и фрлија прав на своите глави кон небото. Потоа седнаа покрај него на земјата и останаа така 7 дена и 7 ноќи. Ниеден не му проговори ни збор, зашто видоа дека голема неговата болка. Потоа Јов ја отвори својата уста и го проколна својот ден. Ја почна својата беседа и рече: "Од да загинеше денот во кој се родив и ноќта што соопшти се зачна машко. Тој ден нека стане црна темнина,
Бог од висините да не си спомнува за него, сончевата светлина да не го осветлува повеќе, мракот и смртната сенка да се отимаат за него, густата темнина да го покрие сосем, дневните смрачувања да го морат со страв. О, темнината да го присвои сиот, нека не им се додава на деновите на годината, нека не влегува во броењето на месеците, а онаа ноќ да биде жалосна довека, да не се чуе радосно воскрикнување во неа, да ја проколнат оние што го проколнуваат денот и што се способни да го разбудат левијатанот, да се помрачат звездите на незиното разденување, напразно таа да и се надева на ведерината и да не ги гледа никогаш вегите на зората. Зашто не ми ја затвори вратата од утробата, да ја скрие маката од моите очи? Зошто не сум мртов од мајчиното крило? Зошто не издивнав излегувајќи од утробата? Зошто ме прифатија двете колена и двете гради, за да ме надојат? Во вечен мир би почивал сега, би спиел, својот покој би го уживал. Заедно со цареви и со собствениците на земјата, кои си изградија громници за себе си, или со кнезовите, богати со злато, што ги наполнија своите куки со сребро. Не ќе постоев, ќе бев како закопано недоносче, како новороденче што не ја виде светлината. Беззакониците не беснеат веќе таму, уморените наоѓаат починка таму. Таму ги оставаат на мир заробениците, не го слушаат веќе гласот на стражарот. Малиот лежи таму заедно со големиот. Робот е слободен од својот господар. Зошто да му се подари видело на несрекникот и живот на луѓето со загорчена душа, кои ја бараат смртта, а таа не доаѓа и копаат по неа како по богатство. Тие ќе се радуваат и ќе воскрикнуваат од среќа кога би го нашле својот гроб. Зошто му е тоа на човекот чиј пат е скриен, кого Бог го заградил од сите страни? Затоа, гледајќи храна, треба да воздивнам, моите крици се разлеваат како вода. Се обистини моето стравување, еве ме снајде она од што се боев. Ни покој, ни мир нема веќе за мене, во моите маки никогаш немам починка. Тогаш теманецот Елифас проговори и рече: можеш ли да поднесеш да ти проговорам, но кој може да се воздржи од зборовите? Ете ти поучи многу луѓе, ги закрепна изнемоштените мишки. Со своите зборови ги подигаше истошените, ги закрепнуваше растреперените колена. А кога тебе те снајде, се истошти во духот. Кога падна на тебе, целиот се збуни. Зар твојата доверба не е стравот Божји и честноста на твоите патишта твоја надеж? Па спомни си, дали пропаднал некогаш невин, кога беа истребени праведниците? Како што сум видел, кој оре несреќа и сее неволја, неа и ќе ја ожнее. Тие загинуваат од Божјиот зив, од неговото гневно дувнување исчезнуваат од земјата. Рикањето на лавот, леопардовото виење, се кршат како заби на лавчињата. Лавот загинува од немање лов, се распрснуваат младенчињата на лавицата. Таен збор ми се објави, моето уво го чу неговиот шепот, ноќе соништата го фаќаа духот, и кога длабокиот сон паѓа на луѓето, страф и трепет ме совладаа мене, моите коски се стресоа жестоко, некако вздив ми помина преку лицето, се кренаа влакната на моето тело, некој стоеше, не му го познав лицето, но со ликот беше пред моите очи, насекаде тишина, тогаш чув шепот, зар некој смртник е поправеден од Бога, зар човекот е почи со својот Создател, не им верува веќе ни на своите слуги и ги обвинува своите ангели за грешки. Тогаш колку повеќе гостите на глинените станови, чија основа е во земниот прав, ете, ги сотираат нив како молци. Ги претворуваат во прав од утрото до мракот, исчезнуваат за секогаш, никој и не забележува. Зар не ќе помине величието нивно, тие умираат, но не со мудрост. Ајде повикувај, зар ке ти одговори некој? На кој од светците мислиш да му се обрнеш сега? Навистина, безумниот го убива неговиот гнев. Љубомората ке го докрајчи сосем лудиот. Видов безумник како се вкоренува, но веднаш ја проколнува в неговата куќа. Неговите синови се далеку од сигурност, незаштитени, ги тормозат во вратите. Гладните ја изедуваат нивната жетва. Самиот Бог им ја одзеде од устата, а жените лакомат за нивните имоти. Не, нечестноста не излегува сама од земјата, ниту неволјата може да никне сама од почвата, туку човекот се раѓа за страдањата, како што орловиот лет се стреми кон висината, но јас ќе го побарам Бога и пред него би ја образложил мојата работа. Тој создаде силни недоловливи дела, чудеса што не можат да се избројат. Тој роси дожд по сето лице на земјата и испраќа вода да не ги натопи по лињата, за да ги издигне високо понижените, за да ги надари со среќа нажалените.
Редом го руши она што и треците го смислуваат, се што со раце спроведуваат, тој им го изјавува. Тој ги фаќа мудрите во нивното лукавство, на мислите на сплеткарите ги претворува во ништо. Среде бел ден запаѓаат во темнина, пипаат на пламне како среде ноќта. Тој го избавува бедниот од нивниот меч, го издига сиромашниот од силничките раце. Така му се покажува надежда на бедниот и неправдата треба да ја затвори устата. Да, блазе му на човекот кого Бог го изобличува, затоа не презирај го ти карањето на сесилниот. Тој ранува, но ја преврзува раната, удира и залечува со својата рака. Ке те избави од 6 неволи, ни во 7-та злото нема да те допре, во глад ке те спаси од смрт, а во војна ке те грамне од остриот меч. Ке го отстрани од тебе бичот на лошиот јазик. Без страв ке бидеш пред грабнувачот. Ти ке им се смееш на сушата и студот, и не ке се плашиш од дивите зверови. Ти ке случиш сојуз со камењата на нивата, дивите зверови ке бидат во мир со тебе. Ке уживаш мир во својот шатор, кога ке го посетиш својот дом, ке стои негибнат, ке гледаш како се множи твоето колено и како твоето потомство расте како трева. Ти ке легнеш во гробот кога ќе бидеш стар, како што се собира житниот сноп кога ќе дозрее. Го набредуваме се ова, вистина е жива, затоа ти послушај се за твое добро. А Јов одговори и рече: О, кога би можела да се измери мојата мака, а мојата неволја да се стави на мерилка. Тие сега би биле потешки од морскиот песок и затоа моите зборови се брзо плети. Стрелите на сесилниот се во моите внатрешности, нивниот бес ми го испива духот, Божите сравоти удрија против мене. Парика ли дивото осле покрај свежа трева, или мука ли волот покрај својата храна? Зар се јаде блутава храна без сол, или има ли сласт во белката на јајцето? Ама она од што душата ми се одвраќаше, тоа ми стана одвратно јадење. Се надевам дека мојата молба ќе биде послушана, Бог да ми го исполни она за кое што копнеам. О, кога Бог би сакал да ме уништи, кога би мавнал со раката да ме сотре, тоа би била вистинска утеха за мене. Би можел да воскрикнувам во тешки маки, зашто јас нема да ги скријам зборовите на светиот. Зар имам сила уште да чекам? И каков ми е крајот за да живеам подолго? Зар е мојата сила како силата на каменот? Зар е моето тело од бакар? На што можам да се потпрам во себе? Зар не ми е скратена секоја помош? Кој му одбива милост на својот ближен, го презрел сравот од сесилниот Бог. Браќата ме изневерија како поток, како зимските бујици, своето корито од мразот им се накреваат матните води. Бујно растат од снегот што почна да се топи, но во сушно време скоро пресушуваат, тогаш од жега испаруваат од коритото. Се отстрануваат тие од своите патишта, пристигаат во пустината и се искубуваат во неа. Темските карвани ги бараат со очи, патниците од Шеба се надеваат на нив. А кога ќе дојдат до нив, се наоѓаат во чудо, зашто се засрамија во својата надеж. Во овој час и вие сте ми такви, видовте ужас и се исплашивте. Дали ви реков, подарете ми нешто, дарувајте ми нешто од својот имот, избавете ме од непријателската рака, ослободете ме од силниковото робство, поучете ме вие и ќе молкнам, покажете ми во што е мојот престап, о, колку се силни искрените беседи, но што имаат во предвид вашите прекори? Може би мислите да ги изобличите зборовите, па во ветер оди очениковиот говор. Зар бисте фрлиле ждрепка за сирачето и бисте тргувале со својот пријател? Погледајте ми сега добро во очите, внимавајте да не ве излажам во лице. Проверете дали е неправда, проверете го зборот, јас сум правичен. Зар има неправда на мојот јазик? Зар не ја вкусив секоја несреќа? Не е ли војување човековиот живот на земјата? Не ги поминува ли дните како наемник? Како што трудовиот роб копнее по сенка, како надничарот што ја чека платата. Така ми паднаа мене месец на јад и мачни ноки ми се досудени. Мислам лежејки постојано. Кога ќе станам, а станувајки, кога ќе ја дочекам вечерта? И така си смачувам се додека не се смрачи. Моето тело е облечено во црви и кал, мојата кожа пука и тлее. Моите денови поминаа побрзо од совалката за ткаење, исчезнаа брзо без никаква надеж. Спомни си, мојот живот е само лесно ветре и моите очи не ќе видат веќе среќата. Пријателското око нема да ме гледа веќе, својот поглед го насочи во мене па се слушам. Како што облакот исчезнува и се расплинува, така кој ќе слезе во гробот веќе не излегува.
Никогаш веќе не се враќа во својот дом, неговото место веќе не го познава, затоа нема да ја бранам на својата уста. Ќе спорувам сега во стеснувањето на својот дух, јас ќе плачам во горчливоста на душата. Зар сум море или морско чудовиште, па си поставил стража над мене? Велам ли, ќе се смирам на креветот, леглото ќе ми ги олесни маките. Со соништа ме плашиш тогаш, ме ужаснуваш со мачни привиди. Каде е среќата па да се задушам? Помила ми е смртта од туку моите коски. Јас гинам и не ќе живеам вечно. Остави ме, зашто моите дни се здив. Што е човекот па ти толку да го цениш, толку да му прирасна на твоето срце и да го посетуваш секое утро и да го испитуваш во секој миг. Кога ќе го симнеш својот поглед од мене и да ме оставиш да ја голтнам плунката? Ако сгрешив, што ти сторив тебе? О, ти кој внимателно го наблюдуваш човекот. Зошто ме зеде за прицел, па станав терет на себе си? Зар не можеш да ми го простиш мојот престап и не можеш да преминеш преку мојата вина? Зашто малку ќе помине и ќе легнам во прав, утре ќе ме бараш, но нема да ме има. Тогаш проговори Валдат од Чуах и рече: уште до кога ќе зборуваш така? До кога твојот збор ќе биде како виор? Па зар може Бог да ја гази правината? Може ли се силниот да ја изопачи правдата? Ако твоите деца му сгрешија, затоа ги предаде на нивните беззаконија, но ако го побараш Бога искрено и замолиш ти милост од Вседржителот, ако бидеш чист и непорочен од сега, тој секогаш ќе бдее над тебе и ќе ја обнови куќата на праведникот. Ќе биде мала твојата мината среќа во однос на идната што ќе те чека. Но прашај ги само поранешните поколенија, внимавај на мудроста на нивните татковци. Ние сме од вчера и не знаеме ништо. Нашите земни денови се како сенки, тие ќе те поучат и ќе ти речат. Од своето срце ќе извлечат беседи, зар ќе никне рогозата вон мочуриштето, зар ќе порасте трската без вода. Сета се зелени, но и некосена се исушува пред секоја друга трева. Такви се патиштата на секој што го заборава Бога, така пропаѓа надежда на безбожниците. Тенка е нишката на неговото надевање, а неговата надеж е пајакова куќа. Ако се подпре, таа му се ниша, ако се фати за неа, таа му се разурнува. Се зелене е тој и целиот расте бујно на сонцето, млади гранчиња му ја покрија целата градина. Со своите корења ги испреплет карпите и црпи живот од жив камен. Но ако некој го откорне од местото, тогаш тоа ќе се одрече од него, кажувајќи: никогаш не сум те видел. И еве сега како гине на патот, додека друго билје веќе никнува од земјата. Не, Бог не ќе ги отварли непорочните, ниту ќе ги подпре рацете на злосторниците. Смевот пак ќе ти ја наполни устата, а од устните ќе одекне воскликнување. Срамот ќе ги облече твоите непријатели и шаторот на злочинците ќе исчезне. Јов проговори и рече: навистина јас знам дека е така, но како човекот ќе се оправда пред Бога? Ако некој сака да се препира со Бога, не ќе му одговори ни на едно од 1000. Тој е мудар со срцето, а со силата се држател, и кој би му се спротивил неказнето? Тој ги преместува планините, а тие не го знаат тоа. Тој ги превртува во својот гнев. Тој ја раздвижува земјата од незиното место, од основа ги растресува незините столбови. Штом ќе му заповеда на сонцето, тоа не се раѓа. Тој ги запечатува и звездите со својот печат. Единствено тој ги распнува небесата и само тој оди по морската широчина. Ги создаде мечката Орионот и Плеадите и со звездијата на јужното небо. Тој е творец на силни, несватливи дела, на чудеса што не можат да се избројат. Поминува покрај мене, а јас не го гледам. Еве тој заминува, јас не го забележувам. Ако грабне нешто, кој ќе му го спречи тоа? И кој смее да го праша што си сторил? Силниот Бог не го повлекува својот гнев. Паѓаат пред него помошниците на Рахаб, хаосот, па како тогаш да му одговорам нему? Кој збор да го изберам против него? И да сум прав, не би му одговорил, ке молам милост од својот судија. А ако ја одговори на мојот зов, нема да поверувам дека го послушал мојот глас, зашто тој ме сотрува за едно влакно, ги умножува моите рани без причина. Не ме остава да здивнам ни еден миг, туку ме напојува со секаква горчина. Ако е за сила, па тој е најак. Ако е за правда, кој ќе го извади него на суд? Да сум и праведен, устата ќе ме осуди, да сум и невин, ќе ме прогласи за виновен, а дали сум невин, ни самиот не знам веќе. Мене ми стана сосем омразен мојот живот, зашто тоа е сеедно и затоа јас велам, тој ги докрајчува невиниот и грешниот.
и смртниот бич, кога би убивал одеднаш, тој се смее на неволите на невините. Во земјата предадена во рацете на злочинците, тој ги покрива очите на незините судии. Ако не е тој, тогаш кој е друг? Од брзодецот моите дни се побрзи бегаат далеку, не гледајќи никаде добро. Како рогозови лодки преминуваат брзо, како орел кога се спушта врз пленот. Ако речам, ќе го заборавам оплакувањето и ќе го разведрам лицето и ќе бидам весел, ужас ме опфаќа од моите маки, зашто знам дека ти не ме сметаш невин. Ако сум грешен, тогаш зошто напразно да се измачувам себе си? Кога би се измил и со снежна вода, кога би ги очистил своите раце и со пепелница, пак ќе ме турнеш во поголема нечистота и моите облеги ќе се гнасат од мене. Зашто тој не е човек каков што сум јас, за да се правдам и да одам на суд со него. Нема никаков суѓа меѓу нас, за да ја стави својата рака врз нас двајцата, за да ја отстрани од мене неговата пречка, неговиот ужас да не ме плаши веќе. Сепак ќе зборувам без таков страв, зашто јас не сум таков во своите очи. Штом на мојата душа животот и се смачи, нека потече слободно мојата тажачка. Ќе зборувам со горчината на својата душа. Ќе му речам на Бога, не ме осудувај, кажи ми зошто се препираш со мене. Па што имаш од тоа да ме угнетуваш, да го зафрлиш делото на своите раце, да им помагаш на намерите на нечестните? Дали се во тебе телесни очи? Зар ти гледаш како што гледа човекот? Зар твоите денови се како денови на смртникот, а твоите години како човечкиот век? Заради што ја истражуваш мојата вина и сакаш да ги разоткриеш моите гревови? Кога знаеш добро дека сум невин, дека не можам да избегам на твојата рака. Твоите раце ме обликуваа, ме создадоа совршено. Зошто сега пак да ме сосипеш? Спомни си, ме создаде како глина и ќе ме вратиш повторно во прав. Не ме изгледа ли мене како млеко и направи да се потсирам како сирење. Ме облече со кожа и месо, ме сплете со коски и жили. Со милост ми го подари животот, внимателно блееше над мојот здив. Но во своето срце го скри ова. Знам дека тоа беше твој наум, да внимаваш будно дали ќе сгрешам и да не ми помине гревот без казна. Ако сум грешен, тогаш тешко мене, ако сум прав, главата не смеам да ја подкренам, полн со срам, напоен со несреќа. Ако се исправам, ме гониш како лав, ја испитуваш својата сила на мене. Нови оптужби подигаш против мене, пламнуваш со поголем гнев на мене и војни, едни по други, ме напаѓаат. Зошто ме извади од утробата? О, зошто не умрев? Не ке ме видеа? Ке бев како и да не сум бил. Од утробата би ме ставиле в гроб. Дните на мојот живот се толку кратки. Остави ме да здивнам уште малку. Пред да тргнам на пат без врекање, во земјата на темнината, земјата на смртната сенка, во земјата на густата темнина и метеж, каде што светлината е слична на најцрната ноќ. Софар на Аметесот проговори тогаш и рече: зар да не се одговори на многуте зборови, зар многу зборливиот уште и ќе се оправда? Зар твоето празно брборење ќе ги замолчи луѓето? Зар подигрувањето ќе остане неисмеано? Рече: моето учење е непорочно, чист сум во твоите очи и без дамка. Но ако Бог сакаше да проговори и да ја отвори устата за да ти одговори и да ти ги открие тајните на мудроста што ниеден ум не може да ги сознае, ќе знаеше дека ти бара сметка за гревовите. Можеш ли да проникнеш во Божите длабочини? Можеш ли да го доловиш совршенството на Седржителот? Повисоко е од небото, уште што да сториш, подлабоко е од шеолот, уште што да мудруваш, подолго е од земјата, пошироко е од морето. Ако се повлече, ако те гребне, ако те предаде на суд, кој ќе му брани, зашто тој ја знае суетата на луѓето и ја гледа нечестноста и нема ли да внимава. Но горделивиот човек е лишен од разум и човекот се раѓа како диво осле. Ако ти го исправиш своето срце и ги испружиш своите раце кон него, ако го отфрлиш лошото од рацете и ако не му дадеш простор на злото во својот шатор, тогаш ќе можеш да издигнеш чисто чело, ќе бидеш цврст и не ќе се боиш. Не ќе си спомнуваш веќе за своите искушенија, како ни за водата што истече. Твојот живот ќе блеска појасно од пладнето, темнината ќе се претвори во зора, ќе живееш спокојно во својата надеж и заштитен ќе почиваш во мир. Кога ќе легнеш, никој не ќе те заплаши, мнозина ќе ја бараат твојата наклоност, а на злосторниците ќе им згаснат очите, не ќе има веќе засолништа за нив, единствената надеж ќе им биде да издивнат.
Jov progovori i reče, navistina vije ste samo luge, mudrost tak izumre so vas, no i ja znam da mislim kako i vas, vo ništo ne sam pološ od vas, koji ne znaje za takvi raboti. I im stanav podsmev na mojite prijatelji, zašto go povikuvam Boga da mi odgovori, ja sam za podsmev, neporočni od pravednik. Той koji je blizu da se klizne so nozete, kako prezren svetilnik, bo mislite na onoj koji žive spokojno. Do toga se vo mir šatorite nagrabačite, предизвикувачите na Boga živijat bezgrižno, zašto Bog gi snabduva so svojata raka. No praše gi životnite i ke te poučat, praše gi nebesните ptici i ke ti objasnat. Zemните gušteri ke ti go protolkuvaat toa, ribite vo morето ke ti raskažat, od создавањето на светот, кој од нив не знае дека Божјата рака го создаде се тоа. Во неговата рака лежи животот на секое суштество и животворниот здив на секое човечко тело. Зар со убото ние не ја распознаваме беседата како што со јазикот го испитуваме вкусот на јадењето? Седите коси му донесуваат мудрост на човекот, а со долгиот век му доаѓа умноста. Но во него е мудроста и силата, во него се советот и сета разумност. Што ќе разурне, никој не ќе го изгради. Кого ќе го затвори, никој не го ослободува. Ако ја задржи водата, постанува суша. Ако ја пушти, целата земја ја избуричкува. Зашто во него се силата и сета мудрост. Негови се измамениот и измамникот. Тој ги лишува советниците од разум, умните судии ги прави глупави. Тој го распашува појасот на царевите и со јаже им го врзува бедрото. Тој ги тера првенците боси и ги симнува од влас силниците. Тој го одзема зборот од устата на зборливите и од царците вистинското расудување. Тој излева презир врз првенците и ги распашува бедрата на јунаците. Тој ги открива темнините на длабочините и смртната сенка ја изведува на светлина. Тој го издига народот, па го уништува, го умножува, а потоа го искоренува. Тој ги залудува владетелите на народите, па лутаат по непроодни пустини и пипаат во темнина без светлина, залетнувајки како пијаници. Јас го видов се тоа со своите очи, чув со своите уши и разбрав. Се што знаете вие, тоа го знам и јас, во ништо не сум полош од вас. Затоа треба да зборувам со Содржителот, да ја изложам својата причина пред Бога. Зашто вие сте вистински ковачи на лагата и вие сте сите напразни лекари. Кога бисте знаеле да молчите, ќе ја покажевте својата мудрост. Сепак послушајте ги моите докази, чујте ја причината на моите усни. Зар заради Бога зборувате лаги и зар заради Него се тие измамливи зборови? Зар сакате пристрасно да го браните Бога? Зар сакате да му бидете застапници? Зар би било добро тој да ви испита? Зар бисте го измамиле како човек? Тој ќе ве изобличи со претешка казна заради вашата потајна пристрасност. Зар не ве плаши неговото величество и зар не ве опфаќа ужас од него? Вашите причини се пословици од пепел, вашата одбрана е одбрана од кал. Молкнете сега, оставете ме да зборувам, па после нека ме снајде што му е мило. Зар своето тело да го кинам сам со забите? Зар да го упропастувам животот со својата рака? Тој може да ме убие, немам друга надеж, туку да ги оправдам своите патишта пред него. И тоа е веќе залог за моето спасение, зашто лицемер не може да стапи пред него. Послушајте ги внимателно моите зборови, нека навлезе беседата во вашите уши. Ете, јас приготвив расправа, зашто сум уверен во своето право. Кој сака да се суди со мене, зашто ако молкнам, одма ќе издивнам. Само две молби не ми скратувај, да не се кријам од твоето лице. Крени ја од мене твојата тешка рака и не плаши ме со својот ужас. Тогаш прашај ме, а јас ќе одговорам, или јас да прашам, ти да одговориш. Колку престапи и гревови направив, покажи ми ги мојот прекршок и вината. Зошто го криеш сега своето лице од мене и зошто гледаш непријател во мене? Зошто го изморуваш со страв листот гонет од ветер и зошто се нафрлаш врз суво сламче? О, ти кој ми пишуваш горсливи пресуди и ме теретиш со гревовите на младоста, кој ми ги стави нозете во клада и кој бдееше на секој мој чекор и ги испитуваш трагите на моите стапки. Животот ми се распаѓа како гнило дрво, како облека што молците ја иседуваат. Човек кого жена го родила е кусовечен и полн со неволи. Како цвет никне и веќе венее, бега како сенка, не засанувајки. Зар ги отвораш очите врз таков и го изведуваш на суд пред тебе? Кој ќе извлече чисто од нечисто? Никој. Зашто неговите денови се доброени, од тебе зависи бројот на неговите месеци.
Кога му поставуваш непреминлива граница, симни го од него погледот за да може да почине, како наемникот што го довршува својот ден. Па ни на дрвото не му пропадна сета надеж, пресечено, тоа пак разеленува и нови младици никнуваат од него. Ако неговиот корен и остарее во земјата, ако неговата пенушка се исуши во прав, штом ќе почувствува вода, тоа ќе распапи и ќе пушти гранки како ново стебло. Но кога човекот умре, останува покосен. Кога смртникот издивне, каде е тој тогаш? Сета вода од морето може да испари и да секнат реките, да пресушат сосем, но човекот кога ќе легне, не станува веќе. Додека се небесата, не ќе се крене. О, кога би сакал да ме скриеш во шеолот, да ме засолниш додека не ти помине гневот, да ми определиш рок кога ќе си спомниш за мене, зашто кога човекот умре, зар може да оживее? Би те чекал во сите денови на своето војување, додека не додиш да ми дадеш смена. Би ме повикал, а јас би се одзвал. Имаш желба за делото на своите раце, а сега дебнеш над секој мој чекор, не сакаш да ми простиш ниеден грев. Го запечати мојот престап во вреќа и ја криеш сета моја вина. На вистина, како што еднаш се урна планината, како што стената се одмести од своето место, како што водата со време го рони каменот, а поројниот дожд со бујица ја испира сета земја, така ја уништуваш надежта на човекот. Го притеснуваш, тој си оди за секогаш со изменето лице, го испраќаш. Му ги почитуваат децата, за тоа ништо не знае. Ако се презрени, не размислува за тоа. Тој единствено страда заради своето тело, тој единствено тагува заради својот живот.